Она што следува е нашиот редовен, да кажам, здравоживечки прилог секоја среда, бидејќи во студиото сада се доктор Александра Митов, а тоа значи дека ќе разговараме на различни начини, од различни аспекти, како поздраво да живееме, ако веќе докториве не лечат, само да советуваат. Нема веќе лекови. Нема, да. Па тренд е тоа сега. Така е. Доктор Митов, никако не излегува тренд кога се во прашање срцевите заболувања. Мислам дека деновиве денот на срцеви заболувања во Соединетите Американски месецот ви е цел месец, па така и треба, бидејќи тоа е и одреден проблем здравствен. Веројатно е во врвот на сите можни заболувања. Се уште срцето е води во тие несреќни, да кажем, ритинзи. Каде е Македонија споредено со, да кажем, светов и така натаму? Се разбира, релативно споредено, бидејќи сега ние не можеме во апсолутни така е. Нашите услови се поделки. Каде се наоѓаме ние кога се срцевите заболувања во прашање? За жал, процентот на смртност, бидејќи нели, ние следиме такви бројки. Во јавното здравје мораме да следиме процент на смртност и на тоа е заболување. најапсолутниот Апсолутниот процент, нели. Ако друго нешто сме утнале, таму за жал е многу финално. И според тие бројки, Македонија има од година до година има разлика, но од прилика се движи смртноста околу 55% на кардиоваскуларните болести. Што би рекло? Што значи тоа? Како 55%? Од сите смртни случаи, повеќе од половина отпаѓаат на срце или на срцев и мозочен удар заедно, отколку на сите други смртни случаи што се предизвикани. Дури и ракот кога ќе се вклучи? Ракот е на далечно второ место, околу некои 20 на 25%. Додуше неславно второ место, ама да. Се уште баш сум изненаден од оваа статистика, би требало веројатно и да ја знам дека повеќе од 50% се крвни. По 55%. И сега знаете како? Тука е ако зборуваме за апсолутно главна тема во здравството. Значи без да имам задршки, без фусноти, без ама ова, ама она, тоа е оваа тема. Значи, ако треба да постои приоритет број 1 во Македонија на тема здравство, кардиоваскуларните болести треба да се, бидејќи тие се слонот во собата, тие се централната тема о која што ни предизвикува населението да ни се разболува, пред време да губи работоспособност и да умира. Добро, ама што е право сега оваа кумулативна статистика подразбира дури и за матери како мене со ниско општо образование во стручните медицински сфери, подразбира кога ќе се каже кардиоваскуларни болести, всушност еден голем комплекс од болести. Да, но значи има други болести кои што се насочени и не знам, туберкулоза. Ама ние не случајно ги ставаме заедно. Ги ставаме заедно оти се сродни, оти дали срцев удар, дали мозочен удар, во својата основа имаат слични ризик фактори кои што ги предизвикуваат и речиси ист механизам на предизвикување, бидејќи кога ви се случува атеросклероза во телото, запушување на крвните садови да преведам, таа не е топична медицински велим, односно не е само тука или само туку, тука е генерализирана. Кај ќе пукне прво е прашањето, дали ќе биде во срцето или ќе биде во мозокот. Меѓутоа иста проблематика станува збор. Сега и затоа се група. Јас ќе ви поставам најупростени прашања што се разбери секогаш најнеточни, ама дали се генетските последици на прво место, дали е начинот на живење на прво место, дали се некакви други коморбидитети па кои што прават овој тип, што е водечката причина? Комплексен одговорот, доминантно е начинот на живот и генетскиот фактор. Зошто? Бидејќи тие седат на врвот. Пример, вие ако имате голем процент од населението кој што има диабет, тие ќе придонесуваат многу кон таа кардиоваскуларна смртност. Бидејќи луѓето со диабет многу често починуваат од кардиоваскуларни болести, не од самиот диабет, де факто тој придонел да се случат компликациите. Но начинот на живот, зошто е тука важен, не сега дека јас ја зборам оваа тема. Ќе кажеме конкретни научни студии, конкретни факти, се разбира. Имаме јасни примери во Европа, во светот, каде што во рок од 3 децении е намалена смртноста од кардиоваскуларните болести за 80 до 85%. Како се движи тоа во регионов ме интересира? Кога ќе се каже Европа и светот, тоа може да значи се и се што и споредбите може да бидат и релативни. Тука сме со околните земји некаде. Огромен процент и влијание има пушењето, каде што ние неславно сме во првите 3 земји во Европа по глава на жител. Значи, ако нешто дополнително ја влошува и ја објаснува оваа лоша ситуација со кардиоваскуларните болести во Македонија,
е токму и пушењето. Знаете што е проблемот? Проблемот е што сите овие работи, иако се најважни, не се доволно лепливи. И сега политичар да се нафати да го работи ова, му е проблемот, сега јас ке зборам за кардиоваскуларни болести и за пушење. Меѓутоа, јас сум 100% убеден дека може човек да изгради во очите на јавноста една стратегија Македонија 2050-та, бидејќи 30 години де факто треба да се видат резултатите, и да се отпочне процес на подобрување на јавното здравје во овој дел, каде што мерливо од година во година ќе се следат параметри и ќе се слави успехот и факелот нека се предава од еден министер на друг. Само тоа може да биде гарант дека ќе се случи некаков успех. Стратегијата не мора ни наша да ја направиме. Можеме финската стратегија да ја. Има ли воопшто нешто што постои како некаква стратегија, па макар и да не се спроведува? Или нема воопшто? Има. Не, има. Документи што собираат прашина во министерството има. Значи тука секогаш доволно. Да, секогаш доволно, плюс тоа тука секогаш има заинтересирани консултанти од светска здравствено ваму таму ќе помогнат и документот ќе го има. Меѓутоа знаете како е? На пример, вие го имате примерот со Северна Карелија студијата, финската студија. Тоа во јавното здравје е, како да ви кажам, како Холивуд. Значи нешто страшно познато. Во јавноста не е. Финска во рокот 30 години има за 85% намалено смртност. Била број 1 Финска по смртност од срце во светот. Замислете, финците по нешто лошо да бидат во... Па многу пијат затоа. Да. Тоа влијае. И пијат и многу јаделе путер. Так. Многу путер. Да. И тие биле во 60-тите години земја број 1 по смртност од срце. Си ја фаќаат работата сериозно. 72 почнува големата Северна Карелија студија. 85% го намалуваат. Пред се како? Промени на начин на живот, промени на исхрана, едукација. Правени се интересни студии во Полска конкретно и таму има такво намалување, не толку значително, но слично. Правени се така наречени head-to-head студии, односно да се анализира дали напредокот на медицината, поставувањето на стентови ваму таму тој дел, и лековите и фармакотерапијата, или промените во начинот на живот довеле до тоа подобрување. И што се... Промените во начинот на живот драматично посилно влијание, и тоа е со научни студии докажано, не е предмет на дебата. Знаете зошто толку се нервирам да речеме за оваа тема? Заради тоа што решението е готово, направено е веќе од други земји. Ние само треба да се собереме. Доктор Мито, вие сте здравствен експерт. Јас сум социолог по некој образование. Нема едноставни решенија кога треба општеството да се ги менува навиките. Бидејќи тоа врзано со вредностите, а вредностите се најспорите нешта што во заедниците и во културите може да се менува. И се согласувам. Така што таман ова што рековте Финска од 70-те години почнале, па еве 50 години подоцна стигнало до некакви... Ама да почнеме, јас сакам да видам. Ме разбирате? Да, инаку нека се менува. Разбирам дека е процес. Разбирам дека е долго. Да. Но да го видиме тоа. Секогаш сум алергичен на овој тип на студии кога ми цитирате, бидејќи сум сигурен дека тие студии треба да се стават и во други контексти. Добро. За да дојдат до вакви драматични промени за кои вие говорите, најлоши во една област, па потоа стратегија, па најдобри во истата област, сигурен сум дека треба да се испита што е окружувањето на таквиот успех. Бидејќи тоа сигурно врзано со разноразни други општествени феномени каде што мислам сега и движењето на економските, па се разбира, мислам како да ви кажам. Јас ја памтам Норвешка, на пример, која беше полоша во социјален статус од една Југославија во која ние живеевме и одеднаш најдоа нафта. И да видите сега како им паѓаат сите бројки на пушење, на кардиоваскуларни, мислам како да ви кажам. Точно, покомплексно. Значи, меѓутоа еве нека не и второ, сепак на крајот, иако вие сте во право кога велите дека медитеранската исхрана е една од најубавите и така натаму, ама знаете како во Финска кој ќе отидете за да пушите надвор, можете 5 пати од денот под услов да не ви паднат да не ви сврза раката, да. Некако ќе седнеме во прекрасно. Сакам да кажам, не мора во право сте, но комплексни се тие. Имено, но ние не мораме да го пресликаме нивниот успех од 85%. Ние нека намалиме 20%. Пак ќе бидат илјадници животи спасени. Не велам да го пресликаме, оти не можеме. Има ли тоа влијание врз високиот број на починати, значи состојбата со овие срцеви заболувања кога е пандемијата во прашање, бидејќи ние мора да негде и некогаш почнеме да бараме одговори зошто имаме висок број на починати од COVID-19? Еден дел од одговорите таму, убеден сум дека лежат и во општата здравствена состојба на населението. И во состојбите со кардиоваскуларните болести, особено пациентите со покачен крвен притисок и со дијабет,
се покажа дека се подложни на компликации од коронавирусот, така што еден дел од одговорите, кога ќе се прави таа анализа, ако се прави било кога, еден дел од одговорите сум сигурен дека ќе лежи и овде. Види, јас имам кардиолози, пријатели, ги знаете вие. Така, да. Некои се врвни, се Да, разбира, познати. што ние ги имаме. Тие велат дека многу е суптилна врската помеѓу компликациите кардиолошки и пандемија и дека тоа ни во светот до крај не е истражено, ама па кај нас некако како да не се истретира можеби доволно на време и доволно внимателно. Сигурен сум дека тие студии ќе мора да се направат. Да, верувам, разбирам на што алудирате и јас сум повеќе убеден во тој правец. Значи, јас сум повеќе убеден во тоа што во однос на начинот на лекување, протоколите и сите тие работи, имено. Значи, тука нема. Очигледно дека добро, тоа сакам да ве прашам. Се согласуваме. Ги обвинивме општествените услови, пушењето, тоа јадењето, срам да има, јадат сарбија, и у Финска нема сарбија таму. Нема сарбија, да. Риба ја. Да, риба ја. Да. Да, сол без пржење. Да. Добро, а какви сме кога ќе се споредиме со медицинските третмани? Дали ги имаме вистинските, да кажем, овдека практики кои што ете во Финска се практикуваат, кога е во прашање лечење, третирање и така натаму на кардиолошките? Видете, ние имаме, тоа е исто комплексен одговорот, меѓутоа ние немаме недостаток на стручни лица, на пример. Ниту пак имаме тука дел на недостаток на терапија. Може би организираност на самиот систем е друго прашање. Но вие го имате академик Кедев, македонец, кој што држи предавање по стентирање народно кажано по цел свет, вклучувајќи ги Америка, значи земји каде што изворено кај што се измислени тие работи. Добро. И Кедев е цитиран на многу високо ниво. И низа други експерти, да не ги кажувам поединечно, кои што рамо до рамо се носат со европски кардиолози. Ги имаме нив. Прашањето е тука на покомплексните моменти кои што вие ги кажавте за навиките на населението и за организираноста на здравствениот систем. Инаку поединци и лекови, тие се, значи не е дека може би имаме недостаток во онкологијата, да, таму терапијата е извонредно скапа и ги немаме најновите. Беше овдека началникот на клиниката за онкологија, директорот Васев пред прошлата недела, и тој дури говореше дека наназад за 2 години и ги имаме тие скапи лекови. Тогаш одлично. Дека е направена драматична промена. Во последниве година-две не сум во тек, Во последните година-две веќе ги имаме тие лекови. Но ова ме интересираше, значи сепак се работи за еден, би рекол, логистички склоп на околности, значи начин на живот, доцно пријавување, не знам, недоорганизиран систем здравствен. Превентивните прегледи се фаќали на време. Отколку третмански. Отколку да, за тој дел конкретно. Не зборам за короната, за кардиологијата зборам да, бидејќи имаме навистина докажани луѓе. И тука нема не е се лошо сега, не можеме со пепел да се поливаме цело време. Значи, доктор Митов, како што стојат работите, ќе морам на крај да ви одадам признание на тезите. Се согласивме, да. Неволно го правам, во смисла на тоа дека ете здравиот живот. Така е, право сте, треба да се внимава на тоа како се живе и така. Особено цигарите, видете, господин Ордановски, последната кампања во Македонија од 2007 година. А сме на самиот врв. Не сум сигурен да речеме тоа нема. Ние сме општество кој има многу малку истражување на овие теми. Добро. И човек вака повеќе пипа во магла и некакви искуствено и така натаму. Тоа е ризикот што мораме да го земеме. На пример, пандемијата во последните 2 години како влијаеше на порастот и намалување на пушење во Македонија. Можно е да има. Може би треба да се види, не знам, обичниот податок за продадени цигари. Оваа споредбено со претходната така натаму за се види да се констатира дали затоа што ова заклучување дома не знам како фактор е, дали е фактор за повеќе пушење или е фактор за помалку пушење. Ова треба да се анализира. Не одиш по кафеони, не одиш по канцеларии и така натаму. Морам да признам дека кога строго се спроведуваше законот за забрана пушење, кога се донесе, кога веќе тоа има повеќе години така натаму. Имаше едно, јас знам, бидејќи самиот сум за жал пушач, но знам, се обидувам да бидам умерен, нели? Но знам дека драстично се намали можностите да се пуши и така натаму, а тоа е сепак една навика која зависи од можност. Имено. И од самиот контекст. Сега веќе се попуштени тие стеги, иако се разбира важат забраните и така натаму, да речеме во ресторани секако важат и во кафеани и така. Но малку попуштија тие стеги, гледам дека веќе и сите ние сме поопуштени кога тоа прашање. А
За крај да ве прашам, за да не знам, не сум сигурен дали го имате одговорот на тоа прашање, но ова поминување на електронски цигари, овој вид на друг вид на пушење, а не пушење, како тоа се одразува, има студии кои тоа го третираат за кардиолошките? За кардиолошките конкретно не сум видел, но има јасни студии кои што укажуваат дека со тој тип на апарати се намалува бројот на штетни материи кои што се внесуваат. Согорувањето е вистински проблем. Значи, ако се согорува тутунот, се ослободуваат многу штетни материи, а ако е излечен само никотинот или ако само се загрева тутунот, штетноста е на далеку пониско ниво, зборувам врз основа на научни студии. Така што и тоа е правец во така наречена стратегија на помала штета, на намалување на штетата, значи reduction of harm или намалување на штетата. И се е подобро кога збориме на тема пушење, се е подобро отколку цигарата. Мислам дека е добар момент да го завршиме овој Како разговор. порака. Доктор Митов, како и секоја среда, благодарам ми за ова стручно водење во оваа тема што ја договоривме, а тоа се кардиолошките болести и состојбата со тие заболувања во Македонија, каде што неславно се држиме на високите места во Европа. Ете, Александар Митов, благодарам.